Почитувани, над 780.000 евра месечно се исплаќаат на вработените по рамковниот договор. Повеќе од 1600 лица земаат плата поголема од 450 евра, седејќи дома, во оваа држава или во странство. Администрацијата ни е неефикасна и полна со фиктивни вработени. Операцијата за активирање на лицата кои беа вработени по рамковниот договор и кои со години земаа плата, а не одеа на работа, остана само најава. ГДУ постојано укажува на тоа дека е потребно деполитизирање, но и професионализирање на јавната администрација. Го подсетуваме и вице-премиерот Хазби Лика на законот, кој вели: 3 дена ако не се појавиш на работното место, без образложение, автоматски добиваш отказ. Според правилата во европските држави, за исплаќање на лажни плати и за непочитување на закони има одговорност. Но кај нас немаше ниту одговорност, ниту се вложија напори за вистински реформи. Па сега, веќе кога се најавува метлата, ние предлагаме да се почне со метење во јавната администрација. Прво, да се реши проблемот кој со години се провлекува. За почеток, заметувањето да биде во делот на најпривилегираните административци, а потоа метлата да го фати и вице-премиерот Лика, кој исто така не одеше на работа, а со години се крие од јавноста без да даде одговор дали вака ги следи европските правила. Реформите во администрацијата се неминовни, не заради Европската Унија, пред се заради самите нас, а потоа за Брисел. Патот води од зајакнување на капацитетот на институциите, па до персонално подигнување на стандардите на административците. Премиере Заев, дел од администрацијата, се уште пие кафенце нога преку нога, или како што би рекле вие, ха-ха-ха, хи-хи-хи и ајде по кафичите. Камшикот што го споменавте, не го видовме, но ајде да ја видиме метлата, ако сакаме да ја видиме Европа. Ви благодарам.